Авирович, полека малку да смириме топката. Јас сакам да продолжам во делот каде што застана председател Чилего. И во интерес на јавноста. Силвана, Да, после. Сакам на сите представници на медиумите да им соопштам тоа што се случи пред 5 минути. Претениците на ВМРО ДПМН, вклучително сите ние заедно, го изгласавме записникот од претходната седница. Сите го гласаа записникот. Немаше ни една забелешка. И сега внимателно ќе ви прочитам само две работи од записникот со кои што ќе се потврди лицемерието на ВМРО ДПМН. И зошто Никола Груевски побегна од денешното сослушување. Цитирам, членот на комисијата Павле Саздов образложи дека претеничката група на ВМРО ДПМН поднесе еден сеопфатен план за работа на комисијата и истиот е подготвен согласно одлуката за основање на комисијата. Тоа сите го поддржавме. Значи тој план сите го поддржавме. Одам понатаму. Членот на комисијата Павле Саздов во однос на оваа точка извести дека сведоците покрај тоа што ќе бидат писмено поканети, ќе бидат известени и преку средствата за јавно информирање и ќе бидат повикани од страна на самата комисија. Покрај ова беше укажано дека согласно претходните договори потребно е на сведоците да им се остават дополнителни 2 дена, тоа го направивме, со цел да се усогласи терминот во кој тие ќе бидат сослушани, имајќи го предвид дека од сведоците се носители на јавни функции, и тоа го направивме. Беше предложено од страна на пратеникот на комисијата Павле Саздов веднаш да се обрати до сведоците, за да можат до понеделник, најдоцна среда, да одговорат во термин кој ќе можат да присуствуваат на комисијата за да бидат сослушани. Значи, продолжувам. Не случајно го потенцирам, продолжувам. Претеникот на комисијата согласно деловникот јавно ги повика сведоците. Никола Груевски, Зоран Старевски, Гордан Јанкуловска, Мартин Протогер, Сашо Мелков, Милијана Киевски до анкетната комисија за скандалот со прислушкувањето најдоцна до 7. Значи најдоцна до 7.12. понеделник да достават известување за нивните активности или евентуално да известат комисијата за нивната спреченост и така натака. Ова колега Саздов и колеги пратеници од ВМРО ДПМН е лицемерие. Значи вие имавте обврска до 7. Така беше и договорено на таа координативна средба. Сведоците да достават листа или датум кога можат да бидат сослушувани. Надвор од тоа што Зоран Ставревски направил повторно прекршок врз база на она што ние го договоривме со 2 дена за да се, но окей, важно човекот успел да извести комисијата. Но зошто Никола Груевски не го испочитувал тоа што колегата Павле Саздов јавно го направил во оваа комисија? Тоа не знам зашто тоа е така направено и затоа велам, ова колеги и пратеници од коалицијата на ВМРО ДПМН е крајно несериозно од ваша страна и е лицемерно. А за предлозите, колешки Авирович, не ми дофрлајте мене, има председател на комисијата, тој согласно деловникот ќе одлучи кој предлог ќе биде ставен на гласање. Само сакам да упатам или да укажам на лицемерието на ВМРО ДПМН кое што во овој момент се случува.